Политичарите да најдат заеднички јазик и решение за деблокада на субвенциите од пари се потребни за новата сезона. Вака притиска земјоделските здруженија од Струмишко кои бараат исплата на ланските субвенции, бидејќи дури 80% од земјоделците се уште немаат добиено пари. Бараме значи да се деблокира исплата на субвенциите, бидејќи сезоната е во тек, сакаме да го организираме производството, меѓутоа нема обратни средства. Потребно ни е нафта, ѓубриво, пестициди и други репроматеријали, каде што ни требат пари. Значи во поледелството припремата на почвата е веќе за пченка, во градинарството исто така тутунарите ги чекат субвенциите и мислам двете партии да најдат заеднички јазик и да ги пуштат субвенциите. Околу 55 милиони евра наменети за земјоделците се блокирани заради актуелната политичка ситуација. Фармерите бараат нова влада, за да парите им легнат на сметките и да го организираат новото производство. И сето она што се случува во секојдневната политика влијае и во секторот земјоделие. Затоа сакаме да упатиме апел до политичарите во најкраток временски период да се формира влада и сите оние активности што следуваат потоа да бидат организирани и навремено спроведени. Министерството за земјоделство достави предлог за измени на изборниот законник со кој се скратуваат роковите за исплата на субвенции за време на избори, но собранието не е конституирано. Владата во петок расправаше по ова прашање. Не донесе одлука со тоа што на самата влада беше присутен и претседателот на антикорупцијска комисија, каде што се задолжи да уште еднаш да ги разгледат сите закони, како законот за антикорупцијска, така законот за избори и кривичниот закон и на наредна влада практично да се договориме што во тој правец ќе направиме. Во меѓувреме платежната агенција доби нов директор. Со одлука на владата именува Владко Стојковски, откако пред 2 недели оставка си поднесе директорката Билјана Вуковиќ.